Затоа имаме само две партии сите овие 35 години, од што е ѓаволски тешко да се води партија, да се најде кадар и да се опстои на курсот. И пред секој избори левица го стигнува плафонот. Сите аналитичари, толку од левица, плафонот е достигнат. Протестна партија, ваква партија. И досадни сте, како да кажам, не ви ги гледам анализите. Кога читам Сократ, Платон, Аристотел, немам време за вас да ве гледам. И јас сум абстрахиран од тоа. Не гледам политика, не следам политика. Дури силом прилike нешто од Мицко кој ќе стропа глупости, па ќе ми пратат овие мене кои ми префираат, па така да видам. И тоа мене ми дава компаративна предност. Значи ја не се водам како од дневна политика. За мене политиката е наука, теорија, подкованост, стратегија, ме сваќаш. И така се гради партијата. Ова што ние го правиме како партија е за учебници политолошки. Значи ти да влезеш у вкрстен оган на две партии, сите амбасади да се против тебе и од избори на избори да имаш перманентен раст. Кажете ми една партија која од избори до избори има перманентен раст. Ние имаме стратешки, значи ја градиме партијата. И преку кадровско, и преку финансиско, и преку просторно и секако. И тек допрва ја градиме партијата. Друга работа, не ти требаат многу луѓе за да направиш партија. Едноцифрен број на луѓе ти требаат за. Ние 6-7 луѓе ја направивме партијата. Така да, од тој аспект, левица не зборам од аспект на статистички на се развива одлично. Ние имаме мултиплициран износ на број на гласови од членство. Имаме 13.000 членови и имаме 70.000 гласа на последни избори парламентарни, сега 68, со тоа што немавме кандидати од 30 општини. И не е точна тезата дека левица има пат, апсолутно нема пат.